Господине Гошев, барањето на владата за издавање на евроврдици во износ од 650 милиони евра не успеа. Вчера добие негативен одговор. Како го толкувате ви? Како разоткривање на меѓународната политичка и финансиска јавност на оваа актуелна власт, на изрекување на диагноза за состојбите во Република Македонија. Финансиските инвеститори се по природа предпазливи. Ако рангираме по значење ризици, секако тие би ги наредиле на првите две места легислативниот ризик и политичко-безбедносниот ризик, па потоа би проценувале економските ризици од заливните пласмани. Во овој случај доминира веројатно одлуката главно влијание извршил правниот ризик. Тоа стои и во нивното образложение и тоа е и во образложението. База на тоа што опозицијата испрати писмо во кое ја спори. Тоа постои и како факт, затоа што постои оној закон за време на договорот во кој што спадна и точката формирање на техничка влада. Каде што треба дополнително тој закон постои. Тој закон постои без оглед што не постои дополнителен министер, сепак законот постои. А инвеститорите се особено внимателни на правните ризици. Зошто би влегувале во правни ризици во нечиста правна ситуација? Тоа е едната работа, а втората работа е кризата генерално ја зголеми нивната осетливост, бидејќи кризата трае подолго време. Информациите стигнуваат до нив. Истовремено и други субјекти им телефонираа на финансиските инвеститори дека со Македонија не е во ред. Фактори. Реакциите на Меѓународниот монетарен фонд. Иако таа може и така да се толкува, и како политика на штедење на Меѓународниот монетарен фонд, но и таа некаков сигнал е одлуките на Европската комисија за блокирање на ИПА, за рестрикции на донациите на грантовите према Република Македонија на ИПА програмата. Така да сите тоа се информации кои што тие ги собираат. И врз основа на сите тие информации расте нивниот сомнеш. Премиерот Димитриев изјави дека тие пари се потребни за социјални трансфери и другото и што се подвигат платите по администрацијата. Што се доколку тие 650 милиона не бидат обезбедени? Што е следниот чек кој владата може да преземе за да ги обезбеди социјалните трансфери? И платите за работените во администрацијата. Овој технички премиер не разбира ништо од она што го говори. Ниту еден термин не е способен да погоди, да употреби на право место. Он не знае за што се потребни парите, не му кажуваат за што се потребни парите. Бидејќи другиот, првиот злосторник, председателот на партијата, тој кажува како се распоредуваат парите. Ниту согласно усвоениот буџет, туку дневните потреби за политичка корупција. Тоа е базата врз која што тие носат одлуки каде да се употребат парите. А што после ова откажување, во секој случај мора да следи договор согласно со опозицијата. Водачката мора да се договора со опозицијската СДС. Сигурно. Значи мора да договорат, мора да добијат согласност и од опозицијата, односно Социјалдемократскиот сојуз, затоа што и образложението на инвеститорите е правниот ризик посочен од СДСМ, а тој правен ризик или таа одредба бара согласност и од опозицијата за задолжувањето. Значи, предпоставка да нема таков договор. Кои се последиците по економскиот систем? Ако нема таков договор, овие инвеститори ќе останат, предпоставувам, на сегашната одлука. Владата може да бара други инвеститори кои што би влегле. Или од надвор.
Па, Кои се опциите? ако е правен ризик за надворешните инвеститори, јас мислам дека и домашните ќе размислат сега веќе. Затоа што би требало да биде ризик и за нив. Тие може да побараат други шпекулантски инвеститори или инвеститори со политичка позадина, која што не е Како, например? која што не е на линијата на ориентацијата политичка, регионална, европска, Како, например? од некои други региони кои што се ривали на западната демократија. Русија. Можно. Тие можно е да се ориентираат и кон некои такви. Евроврзницата да се издаде на таа адреса. Не, да позаимат пари. Не мора преку евроврзница. Да. Значи да бараат нови форми затоа што тие не можат да дишат без позаимување. Јавните финансии се доведени во состојба на неодржливост без континуирано задолжување. Во кој период? Да. Која е кондицијата на буџетот? Во кој период треба да се обезбедат овие средства да не до шок? Според буџетот за 2016 година, без овој ребалансиран износ, покачениот дефицит од 3,2 на 3,6. Значи, кога беше дефицитот програмиран на 3,2% од бруто домашниот производ, според тој буџет, потребите за финансирање надвор од приходите што ги собира владата беа проценети запишани во буџетот на околу 40 милиарди денара или некаде над 640-50 милиона евра. Толку беше планирано во буџетот усвоен претходната година. За оваа година потреба за финансирање, потреба за позаимување, во која што спаѓа потребата за враќање на долгови и потребата за остварување на новото задолжување, дефицитот од 3,2 или околу 310 милиона евра. Значи, без ова зголемување, сега со ова зголемување, тие 640 милиона потреба за позаимување, надвор од приходите годишни што може да ги собере во 2014 владата, се покачува на 680 милиона. Но потребата станува уште поголема затоа што тие 640 или овие 680 беа врз основа на 3,5% раст на бруто домашниот производ. Бидејќи го коригира очекуваниот раст на некаде 2%, а може би ќе биде и понизок, тогаш гепот, недостатокот на пари за таа буџетска рамка е уште поголем. Така што повеќе од 700 милиона нив им треба пари за да ја затворат во истиот стил како и минатата година, 2016 година. Да бидеме конкретни, за да не разберат подобро, особено ние кои зависат од овие пари. Кога тоа, например, она што го вели премиерот Димитриев за социјални трансфери, плати и така натаму, кога би се случи, ако вие пари не се обезбедат, кога тој удар ќе го почувствуваат оние кои добиваат приходи од тие? Многу брзо може да го почувствуваат, затоа што структурата на буџетот е ужасно лоша. Повеќе од 80%, скоро 90% се така наречени недискрециони расходи, што значи дека тоа се расходи кои што се исплаќаат врз основа на законски прописи и одлуки. А само 10%, 15% е простор кој што владата може да каже овие нема да ги трошам, овој дел. Тој се однесува пред се на капиталните, така наречените капитални инвестиции. Значи, тоа може да се почувствува многу брзо, затоа што тие немаат пари, ако нема кредити, немаат пари за покачување на пензиите, што ги ветија сега за пред нова година, бидејќи ќе се подготвуваат за нови избори. Немаат пари за зголемените социјална помош.
кои што исто така донесува одлука. Тие немаат пари за тоа, ако нема кредити. А ако нема кредити, не само за покачувањата што немаат пари, туку немаат пари ни за овој обем. Значи мора да следи. Мора да направат големо преструктурирање на буџетот. Значи мора да следи договор со опозицијата за евентуално да се деблокира оваа меѓународна еврообврзница да биде издадена надвор, или сега е исто така решение да се преговара да се издава кон над домашните банки. Кој е капацитетот на домашните банки да ги задоволат тие потреби? Домашните банки не верувам дека ќе си дозволат да инвестираат нови, покрај сегашниот сток на пари, ангажиран во државни записи, краткорочни, среднорочни и така натаму, не верувам дека тие би си дозволиле толкава сума дополнително да инвестираат во државни записи. Така што комбинацијата на дворешни извори, домашни извори, мора прецизно да се процени. И јас предпоставувам дека ќе мора да дојде до договор со опозицијата за определен износ кој што е нужен да не се загрозат некои витални исплати во Република Македонија.